Да ги погледнеме најавите за настаните во денешниот дневник. Охридските јавни предпријатија добија тројка од граѓаните за квалитетот на дигиталните услуги. Одсекот за управни работи при СВР Охрид со ново работно време. Купувањето користена облека и предмети во светот е тренд, а кај нас во зародиш. Продолжува проектот за селектирање отпад на територијата на општина Охрид. Заврши првата рунда од преговорите во Ријад за крај на војната во Украина. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес во утринските часови имавме слаби врнежи од дожд и снег. Во текот на денот превладуваше облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 7 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта намалена облачност и ќе превладува претежно ведро и студено време со дополнителен пат на температурите. Во среда на Централна Европа ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација, која што во најголем дел од континентот ќе услови стабилно и студено време со сончеви периоди, со температури кои што ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината, а во западните и југозападните предели на Европа температури кои што се над повеќе годишниот просек. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува студено време со појава на локална облачност. Во крајните источни и југоисточни предели зголемена облачност со слаби и локални услови за слаб дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -1 до 13 степени. Во Македонија во среда ледено утро, претежно ведро време со појава на локална облачност, умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -11 до -1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 35 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -3 до 8 степени. Во Охрид во среда ледено утро со појава на утрински мраз и минимална температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне 4 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток студено утро со појава на умерен мраз и температура од -5 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево време со дневна температура до 6 степени. Во петок и сабота повторно ледено утро со појава на умерен мраз и ниска утринска температура од -5, односно -6 степени. Во текот на денот ќе имаме сончево време со дневна температура до 7 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Потребно е унапредување на дигитализацијата на услугите на јавните предпријатија во Охрид. Општината или секое јавно предпријатие треба да развие апликација преку која граѓаните брзо и едноставно ќе можат да поднесат барање, приговор или ќе пријават проблем и во законски најбрз рок да добијат одговор. Покрај усогласувањето на националното со европското законодавство во делот на заштита на потрошувачите, неопходна е и едукација на граѓаните, за да ги знаат своите права и како може да ги остварат истите, да си го ценат времето и секој денар. Тројка е оцената која ја добиле охридските јавни предпријатија од граѓаните за квалитетот на услугите во однос на дигитализацијата. Ова го покажале испитувањата на задоволството на граѓаните кои ги спроведе Организацијата на потрошувачи на Македонија. Во однос на дигиталните алатки кои ги користат охридските јавни предпријатија, во моментов достапно е електронско плаќање на сметка. Предпријатијата имаат веб страна, како алатки за комуникација се користат и социјалните мрежи, но неопходни се посовремени апликации преку кои граѓаните брзо и на едноставен начин ќе можат да поднесуваат приговори и барања. Нема можност да директно на веб страната или можеби на некоја мобилна апликација има можност секој граѓанин на Охрид кога има некој проблем да поднесе потрошувачки приговор електронски, а не да трча во самото јавно предпријатие и за истото да добие и електронски по пат на мејл одговор или да се преземат конкретни чекори. Истото тоа се однесува и на поднесувањето на барања, тогаш кога ви треба одредена услуга, дали да приклучок за вода, дали канта да ви донесат, дали да обезбедите паркинг за гостите доколку издават, значи во тој случај да може електронски и тие барања да се поднесуваат. Може би општината треба да размислува за една интегрална мобилна апликација која ќе важи за сите јавни предпријатија, па со поделени прозорчиња за едно, за друго, за трето предпријатие или секој предпријатие своја да развие, не е проблем. Битно е да се поедноставни, по user friendly, што се вика она, значи користички да се поедноставни за користиците и нормално да се поинклузивни за сите лица со попречености. 112 поплаки од граѓаните пристигнале минатата година во канцеларијата на Организацијата на потрошувачи на Охрид, од кои 10% биле за услугите од јавните предпријатија. Па во секој случај треба да се подобрат услугите што ги дадат јавните предпријатија, секако дека има поплаки, да се подигне нивото на комуникација со граѓаните, да се подигне самата нивна поажурност. Подносно, поажурни да бидат кога граѓаните ќе се пожалат за некој проблем. Значи, понавремено решавање
И заради тоа е законска измена во Законот за заштита на потрошувачи, дека кога некој потрошувач ќе поднесе приговор, во рок од 15 дена мора да биде одговор и мора да се води статистика по однос на овие приговори од страна на јавните претпријатија. Покрај усогласувањето на националното со европското законодавство кога станува збор за заштитата на потрошувачите, неопходна е едукација на граѓаните за да ги знаат своите права и како можат да ги остварат истите, да си го ценат времето и секој денар. И сепак тука најмногу јас би додал дека едукацијата на граѓаните, дека можат да си ги остварат своите права, има кај да се бори за своето право, постојат организации, значи во Охрид постои локален совет на потрошувачи, но граѓаните треба да се свести дека имат кај да се обратат. Кога во странство може секој цент, секое евро или дел од евро да им значи на граѓаните, зошто кај нас тоа да не биде? Истражувањето на задоволството на граѓаните е во рамки на проектот заедно со потрошувачите во дигитализација и модернизација на јавните комунални услуги во општина Охрид, кој го спроведува Организацијата на потрошувачи на Македонија, поддржан од Европската унија и од Австриската развојна агенција. На форум кој денеска се одржа во Охрид беа презентирани наодите од истражувањето, како и предлог насоки за подобрување на електронската достапност на административните постапки за комуналните услуги во Охрид. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека започнувајќи од денес, 18 февруари, одсеците за управни работи при одделот за граѓански работи на МВР ќе работат согласно нова работна сатница. Одсекот за управни работи Охрид од понеделник до петок ќе има работно време од 8 до 18 часот. Во подрачната единица одсек за управни работи Охрид за Дебар, работното време од понеделник до петок ќе трае од 8 до 16 часот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Купување користена облека во светот е тренд, а кај нас во зародиш. Половната облека е актуелна поради тоа што многу славни личности во последно време ја промовираат, но и поради борците за зачувување на животната средина, затоа што новата употреба на старата облека е еден вид рециклирање. Се уште ниско ниво за купување користена облека. Луѓето купуваат половна облека најмногу заради ниските цени, но во светот овој тренд е популарен дури и меѓу најбогатите. Во последно време и кај нас има се повеќе луѓе кои што ги посетуваат продавниците од втора рака, не само поради тоа што бараат необична облека, туку затоа што им се допаѓа оваа еко идеја. Причините за купување стара облека се различни. Уникатност, добар квалитет, фин материјал, индивидуален креативен стил и израз, економска експлатливост, колекционерство, но најважно од се, заштита на животната средина. Половната облека е актуелна поради многу славни личности што во последно време ја промовираат, но и поради борците за зачувување на животната средина, затоа што новата употреба на старата облека е еден вид рециклирање. Охрид го направи првиот чекор. Се одржа првиот еко-пазар, чија цел е намалување на загадувањето од текстил. Имаше огромен интерес. Многу се возбудливи вакви иницијативи. Морам да кажам дека ние како иницијатива имавме пред 2-3 години распродажба, улична распродажба на лични стари алишта, зимски јакни, обувки и така натаму. Тогаш имаше голема скепса од постарите генерации дека ова, да кажеме, не е нешто кое што ќе функционира, имаме многу предрасуди како народ и така натаму. Но полека ги побиваме. Но морам да кажам дека оваа распродажба беше толку успешна, толку забавна. Целата населба се појави и се уште и ден денес прашуваат кога ќе го правиме. Пак. А со училиштата без пластика и со младинскиот центар овој екопазар планираме да го правиме секој месец и веќе имавме сугестии дека многу поуспешно и многу повеќе народ ќе се собери и многу повеќе ефект ќе има доколку го направиме централно. Така да планираме во март, здравје и живот, нели, да не послужи вака убаво време, ќе излеземе овде некаде во центар каде што многу повеќе охриѓани ќе може да поминат и да видат и да си купат нешто.
Воопшто не е срамно да сакате да си најдете парче облека во продавниците за стари алишта. Европа со широки раце ги прифати овие видови продавници. Приказната за облеката од втора рака, која има еко позадина, почнува да се проширува од почетокот на 90-тите години. Важен податок е дека токму старата облека, текстилот е вториот загадувач на глобално светско ниво. Значи, после нафтената индустрија, 8 до 10% од стакленичките емисии на стакленички гасови кои што го создаваат ефектот на стаклена градина и се главната причина за климатските промени се од текстилната индустрија. Само 1% од алиштата се рециклира, старите алишта. Се друго завршува во земјите најчесто во Африка и по депониите и по ѓубриштата, како кај нас, например, на Буково. Во Охрид постои една продавница за алишта втора рака, но не е на принципот на социјалното предприемништво. Кога зборуваме за ваков тип на бизнис, тој мора да почива на принципот на социјално предприемништво, дека всушност ефектот врз животната средина и создавањето на правилни навики кон така наречената зелена транзиција на нашето општество е многу поважно отколку да кажеме да се печали на тоа. Навиките за купување користена облека кај нас се во зародиш, на многу ниско ниво, а главната причина се пристапните цени на новата облека во текстилната индустрија. На првиот екопазар на облека и користени предмети во Охрид учествуваа учениците од 4 училишта кои што се дел од проектот Училишта без пластика. Вакви пазари во Охрид се планираат да се организираат секој месец. По повод 17 март, денот на крводарителството во Македонија, Црвен крст Охрид традиционално им доделува јубилејни признанија на крводарителите. Во таа насока, Црвен крст Охрид ги повикува крводарителите кои достигнале јубилејна бројка на крводарувања во текот на изминатата 2024 година или кои не го подигнале признанието од минатите години да се пријават во просториите на Црвен крст секој работен ден од 8 до 16 часот. Пријавувањето се врши со приложување на дарителска книшка во која се евидентирани крводарувањата, со што ќе се потврди бројот на крводарувања. Крајниот рок за пријавување за овогодинешните признанија е 5 март, а признанијата ќе бидат доделени на пригодна свеченост во втората половина од месец март, информираат од Црвен крст Охрид. Продолжува реализацијата на проектот за селектирање на отпадот со проширување на опфатот на покриеност на услугата. Јавното предпријатие Охридски комуналец во соработка со општина Охрид ќе започне со доделување на садови за отпад од пластика и хартија за домаќинствата од улиците Крали Марко и 8 март во периодот од 19 февруари среда до 20 февруари сабота од 10 до 12 часот. Доколку при доделувањето на садовите, корисниците од горе наведените улици не се затекнат во своите домови, должни се до крај на месец февруари 2025 година истите да ги подигнат од работна единица механизација на улицата Асном секој работен ден од 8 до 13 часот и со себе да носат лична карта и сметка од јавното предпријатие Охридски комуналец. Кантите се донација на Министерството за животна средина и просторно планирање. И јас и ти сме пешаци. Одсекот за превенција при СВР Охрид вчера ја реализираше превентивно-едукативната кампања под мотото И јас и ти сме пешаци, чија цел е подигнување на степенот на безбедносната култура кај пешаците како учесници во сообраќајот, за одговорно однесување и зголемена внимателност при преминување на коловозите, со интенција да се придонесе за повисока безбедност во сообраќајот и избегнување на сообраќајни незгоди. Полициски службеници од Одсекот за превенција во соработка со полициската станица за безбедност во сообраќајот на патиштата Охрид на повеќе сообраќајници во градот остварија непосредна комуникација со пешаците и им укажуваа на доследно придржување кон правилата и прописите за безбедно преминување на коловозната лента и исклучиво користење на тротоарите и обележаните пешачки премини, целосно почитување на поставената сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација. На пешаците им беа поделени летоци и друг едукативен материјал, изработен во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, со низа практични совети за безбедно преминување на коловоз, кои водат кон јакнење на личната, но и на безбедноста на другите учесници во сообраќајот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски.
Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!